има многу начини на кои ние бараме љубов. Некогаш конфликтот е начин како бараме љубов. Значи, не знам како да те придобиам, па ќе пецнам, ќе фрлам некоја искра, па чекам да се свртеш на кај мене, така што барам внимание. Да. И тоа е сосема нормално. Потребата за внимание ни е најчовечка потреба. Најчесто на ситните камчиња повеќе се сопнуваме. Ајде, крупното сите го гледаме, но она што не го гледаме, тоа навистина станува предизвик за тоа што го носиме во чевлата, не сопи, не боцка, ќе ни текне дури да го извадиме понатаму, но ќе ја направи штетата. Штетата, да, и тоа штетата би изгледала како еден дистанциран пар кој не комуницира за нешто, како една индиферентност или како пак повторувачко конфликтно однесување, меѓутоа никако стигање до решение. Секој брак всушност е два брака. Бракот на едниот партнер и бракот на другиот партнер. Приказната на едниот партнер за мојот брак и приказната на другиот партнер за неговиот брак. И пример во терапија многу често ќе видите две различни приказни за истата врска. Едниот партнер вика, немаме никаков проблем, што ти е на тебе, што има врска, што вака сум направил, цело време и ова го правиме, она стигаме. А другиот партнер вика, не, јас цело време пробувам да ти кажам дека ова не ми чини, она не ми чини. Добре дојдовте. Навистина почетокот на овој подкаст за мене и за сестра Ефимија беше предизвикувачки. Од аспект на тоа што да ви понудиме или согледувајќи од сопственото искуство и мерејќи го и вашето искуство и вашите потреби, да ви дадеме одговор на она со кое што секојдневно се соочувате, што ве обременува и за кое што сакате да му ја најдете смислата. И навистина почна да ни помага тоа што следејќи не, гледајќи не, слушајќи не, ни излегувате во пресрет и ни ги соопштувате вашите идеи и вашите потреби. Ке ви доверам дека темата за овој подкаст беше токму инспирирана од едно видување со едно дете вработено во една продавница за здрава храна. Ме препозна преку подкастот и посака да разговара, си направи една своевидна пауза надвор и посака да зборуваме за една тема која што ги тангира односите. Нормално на неговото ниво односот меѓу девојка и дечко, но ние моравме да ја смислиме малку по вдлабочената перспектива нели на тие односи, па затоа во оваа емисија сакаме да зборуваме за смислата на поврзувањето. Со нас овој пат повторно, како и досега имаме експерт, ќе ставам фусното кај сестра Ефимија, повторно жена, изгледа затоа што е месецот март, па така се договоривме. И посакувам добре дојде на Јасмина Михаиловска. Ви благодарам. Ќе ве представам, нели со дел од она што ми го кажавте, лиценциран психолог и системски семеен терапевт. Так. Мислам дека ќе биде доволно нели за нашите следбеници, за нашите гледачи, за да сватат за што сакаме да зборуваме, но и на некој начин да ја поддржат со своето гледање оваа емисија од аспект на тоа дека навистина имаме експерт кој што може да им испорачи, да им каже она кое што очекуваат да слушнат. Најавив дека ќе зборуваме за смислата на поврзувањето. Еден многу важен аспект во секојдневието, но и воопшто во смислата на постоењето на човекот. Дека човекот не е создаден или не постои за да биде индивидуа, туку е создаден за да постои во заедница. Токму тоа поврзување некако го имплицира тоа заедништво, па ја имаме на општествено, на семејно ниво, во приватните односи и така натаму. И сега директно би одел со прашањето за кое што нели сите сакаат некако да најдат одговор, иако можеби порано тоа беше полесно да си го одговориме сами на себе или да го направиме како избор, како до вистинскиот
партнер, како до изборот на партнер. Ете, тоа поврзување, на што треба да внимаваме или како вистински да избереме? Има ли вистински избор воопшто? Нема рецепт. Значи нема рецепт за вистински избор, тоа секако не може да се понуди. Меѓутоа, она што е многу значајно што го спомнавте е дека ние сме суштества кои се поврзуваме. Не сме острови сами за себе, туку сме делови од помали и поголеми системи и се поврзуваме. Мислам, ќе почнам уште нели она првото поврзување на бебето со мајката и понатаму низ целиот живот. Потребата за поврзување буквално ни го, како да кажам, обликува невробиолошката архитектура. Ни го обликува одговорот на стрес, ни го обликува секојдневното емоционално функционирање, дилемите кои ги имаме интерперсонални во другите, значи со другите буквално не обликува тоа поврзување, она првото раното поврзување. Сега го споменам, беше доста вирално периодов, макак, од видот макак, малиот Панч, мислам се викаше, мајмунче кое беше отфрлено од својата мајка и ние видовме многу пипливо како оно прво се плашеше да нели влезе во контакт со другите, потоа си најде кукличка шимпанзо. Орангутанче што да беше и се приврза за неа, значи спиеше со куклата, ја носеше секаде околу со себе и буквално онака го видовме тоа поврзување, таа потреба да ние се поврземе со некој кој, како да кажам, тој некој, кај бебето мајката, во тој момент носи сигурност. Бебето ќе пушти гласче, ќе се заплаче и сигнализира на мајката, и сигнализира кога е гладно, и сигнализира кога е помоčan, значи потребата за поврзување и ние вродена на ниво на од старт пуштаме сигнали дека ми треба. Да. И тука она што е многу значајно нели е да таа фигура е респонзивна, конзистентна, за да внатре во човекот се изгради еден модел за себе дека сум безбеден. Значи, психолошката и физичкото и менталното здравје се во голема корелација од постоењето на таква фигура во детството која ни била конзистентна и респонзивна на она што ни е потребно. Сега, низ различни искуства поминуваме. Мајките секогаш се грижат, си го сакаат детето, меѓутоа некогаш поради различни околности не знаат да го дадат тој одговор на еден стабилен начин. Да, како тие рани искуства нас не обликуваат понатак. Тоа сакам да кажам дека повеќето ќе изградат еден сигурен модел во себе за поврзување. Сигурен модел кој понатаму го пренесуваме во одбирањето партнер и градењето врски. Меѓутоа кога детенце ќе изгради еден несигурен модел, еден модел на или ќе ме отфрлиш, или не ми требаш, односно страв дека ќе ме отфрлиш, па тука подобро да не ми требаш. Па имаме модели кај понатаму кај возрастни луѓе кои што бегаат од близина, а се зближат, ќе ги снема. Може би од некое поранешно негативно искуство. Или па ги имаме оние кои толку се приврзуваат да буквално како да не можат без другиот. Да, и тука добиваме приказна за некој кој постојано ги гуши, постојано ги проверува, постојано не ме остава и ме разбирате со страф еден. Затоа што внатрешниот модел не е дека јас сум безбеден, ме разбирате. Така што бирањето на партнерот има многу голема врска и со овој внатрешен наш модел и многу често за жал оние кои не носат еден стабилен модел знаат, нели тоа го викаме, да одново и одново бараат во партнерската релација да го решат тоа што не го немале како мали. Што значи тоа? Да јас несвесно ќе ме привлече она што ми е познато. Партнер кој ме одбегнува или па партнер кој можеби премногу ме гуши, па тоа ми смета. И јас некаде несвесно се обидувам да она што било во минатото го разрешам во оваа врска. Меѓутоа, нели, не е тоа решението, па тогаш некогаш ќе видиме дека тука има некаква шема на постојано одбирање на некој
па после ке кажеме само мене ми се погаѓаат вакви или такви партнери. Да, често е тоа прашање како ти секогаш погрешни партнери одбираш. Така. Зборуваме сега за партнерството, нели, за тоа основно поврзување. Колку овие искуства, да речам, од минатото, колку овие модели според кои што ние живееме понатаму влијаат, нели, во односите помеѓу партнерите, дали произведуваат конфликти, дали произведуваат блискост и така натаму. Да, дефинитивно. Да почнеме ние од примарното семејство, од каде што доаѓаме, учиме многу нешта. Учиме како се бара љубов. Некаде ќе видиме, знаете, како некои партнери знаат јасно да искомуницирате и дојди ми треба да поразговараме. Некои партнери ќе очекуваат другиот да знае, да му ги чита мислите, нема што јас да му кажувам, затоа што не се очекувало во семејството да се знае, да се подразбира. Некои работи не можеме да ги подразбираме. И се создава таа дистанца после. Да. Учиме како даваме љубов во примарното семејство. Па некаде ќе видиме, тука игра многу улога и посебно на родовото прашање, па ќе видиме машко кој е научено не преку зборови, туку повеќе ќе ти помогне, ќе ти среди нешто, ќе заврши некоја работа и на тој начин ја покажува љубовта, а кај другата страна ќе видиме можеби повеќе инсистирање на зборување, кажување, нагласување, меѓутоа ова се некои баш онака основни, да. Има многу начини на кои ние бараме љубов. Некогаш конфликтот е начин како бараме љубов. Значи, не знам како да те придобиам, па ќе пецнам, ќе фрлам некоја искра, па чекам да се свртеш на кај мене, така што барам внимание. Да. И тоа е сосема нормално. Потребата за внимание ни е најчовечка потреба. И тоа кога кажам осте го бара внимание, да, бара внимание. И ајде да видиме поради што се осеќа дека го нема тоа внимание. Како можеме на друг начин да му го дадеме тоа внимание, да некаде, јас тоа секогаш им го кажувам и на клиентите, да си го научиме јазикот на љубовта. Па може би да си направиме еден наш заеднички јазик, затоа што доаѓаме од две различни приказни во партнерството. И во сите останати релации, пријателски. Според ова што досега нели го изнесовме, сваќаме дека сушто семејството е базичниот моментум, односно на како го нарековте раното, нели, семејство. Раното искуство во кое што тргнуваме потоа и кон градење на другите односи. Сега, бидејќи сте семеен терапевт, што им препорачувате, на што да се внимава, каде добро да стојат сите? Зборуваме само за семејствата или за Не, сега конкретно партнерите? За семејството. Каде добро да стојат сите членови на семејството, зборуваме нели родителите, тоа што треба да го испорачуваат кон децата како што растат нели во тој семеен однос, за да потоа кога ќе излезат, како што милуваме да речеме, од гнездото и создаваат свое гнездо, нели, да ги немаат барем тие некои основни предизвици кои што денес за жал многу често ги гледаме. Прво би сакала да малце и затоа денес гледаме родители кои малку се исплашени од таа улога, затоа што некаде и психологијава стана и модерна, и се чита, и се збори, меѓутоа и тоа го зголемува стравот, јас бидам добар родител, да јас не сгрешам. Не е потребно совршен родител, значи во никоја ситуација никој не би можел да биде совршен родител, меѓутоа доволно добар родител кој препознава кога греши, кога ќе направи можеби некоја грешка, ќе ја обзнани грешката. Ќе каже, знаеш, не знам, имате, например, ќе дојдат клиенти, ќе кажат дека се скарали пред детето, вака така, било малце жустро, окей. Ајде да видиме да го репарираме, да го поправиме тоа што се случило. Значи, тој момент на поправка после грешката е многу значен. Да се обзнани дека, јас греши, се случи тоа и тоа. Так. Бевме луди или бевме уморни или вака или така. Ама сега знаеме дека тоа беше погрешно. Сега ни е јасно дека не требаше така. И понатаму да моделираме нели позитивното, меѓутоа не да очекуваме совршено, не да бараме совршено, туку и
кога ќе се сгреши, да тоа му се даде простор дека окей, сгрешивме, се извинуваме и поправаме. Значи, многу е важно тоа поправање. Повторно и нема еден рецепт за како да биде добро едно семејство. Во денешно време семејството има најразлични форми. Нели зборуваме. Нуклеарно семејство, проширено семејство, трансгенерацијско, еднородителско, мозаични семејства, оние кои што се споени од претходни бракови, истородни бракови, семејства. Да, семејства без деца, значи формата е многу сменета. И да не ја патологизираме формата, да видиме содржината внатре. Значи содржината што можеме внатре, да направиме со тоа што го имаме. Така. Кога зборуваме за семејство кое е функционално, мора да видиме дека семејството е систем. Систем како и сите останати системи на функционирање, каде што едниот запчаник малку да смени движење, тоа влијае на остатокот од системот. Односно, семејството е збирна релација помеѓу, пример, мама и тато, тато и ќерка, мама и ќерка, па на нив тројцата заедно, па мама и баба, ако и она. Тука ме разбирате, толку е комплексно да не можеме да кажеме едниот вака треба, другиот така треба, туку да се види да постои една, како да кажам, и доволна близина помеѓу сите, доволен простор да секој од нив биде свој и флексибилност. Многу флексибилност, затоа што неизбежно е секое семејство да помине низ некои очекувани кризи, ги викаме ние. Значи тоа се буквално очекувани кризи на секое семејство од стартот, значи од формирањето, почетокот на заедничкиот живот, првото дете, второто дете, да кажеме понатаму деца адолесценти кога се во семејството, деца кои го напуштаат домот, тоа се различни фази кои сами по себе носат предизвици. Да. Так. И на тоа додајте надворешни кризи, дали се тоа загуба на работа, загуба на член на семејство, било што е неочекувано. Така да ние не можеме да очекуваме дека семејството ќе совршено, на хомеостаза, совршено ништо. Не. Меѓутоа прашањето да го ојачаме семејството за снагите кои му се потребни за секојат од тие кризи кои неизбежно ќе дојдат. Така. Ја дискутиравме нели првично потребата за приврзаност. Меѓутоа, сега би сакала да направиме една транзиција од партнерството, нели од тоа првично поврзување до бракот. Така. Што е бракот? Дали е свесна одлука или повторување на некаков семеен модел? Сакаме да веруваме често дека е свесна одлука, меѓутоа многу од нашите несвесни механизми се во игра. Дали повторуваме поранешен образец, исто така под прашалник. Ние не можеме да сме целосно одвоени од семејството по потекло, меѓутоа колку повеќе сме свесни што ми влијае во моментот, што ми влијае во изворот, што ми влијае во одлуката, како тоа е гледано од, да кажеме, од моето семејство, какви коментари добивам, како тоа мене ми влијае, исто така до некаде многу значајно. Морам да се навратам на вашата прва епизода, која што спонтано ја видов и ја гледав, каде што прв пат го чув она за среќата. Смислата на среќата. Средбата. Така да можеме бракот да го кажеме и како место за средба на двајца. Точно сретнување. Во едни идеални услови тоа би било место на среќа. Така. Таа среќа не ни треба да ја гледаме како нешто константно, што не е разбранувано, меѓутоа тука е местото на контакт на две лица. И пак ќе кажам, местото на контакт е местото на контакт на две приказни, на две семејства по потекло. И од тука е многу значајно нели таа фаза на
прелаз од партнерство кон брак, да некаде биде свесна и биде Едуцирана може би. Едуцирана, да. Едуцирана од аспект на тоа да се седне, да се разговара. Океј, што вие очекувате? Како вие го гледате бракот? Затоа што може 2 години имате пар кој е во врска, кој ме супер, они патуваат заедно, се дружат, излегуваат, меѓутоа кога ќе влезат заедно да живеат, одеднашка се менуваат нештата. Да, што правиме со финансиите? Кој ги води финансиите? Кај мене дома, мајка ми цело време, она беше главна за финансии. Не се знае. Кај мене било машкото. Ме разбирате, еден камен на кој може да се сопнат. Деца, родителство, сакаме. Како ме гледаш како мајка? Што очекуваш од мене како мајка? Што очекуваш од мене како татко? Како ме разбирате да се разговараат тие нешта, затоа што гледаме понатаму парови кои ќе дојдат и нели имале една слика и влегле во бракот со очекување кое никогаш не го ставиле на маса. Никогаш не ставиле на маса и окей, кога ќе се караме, како ќе го изменаџираме тоа, Да. како ќе го надминеме. Како ќе славиме празници. Кај мене тоа мора да биде онака баш со одбележување, Со помпа, да. Кај другиот тоа не е важно. Чекај да се договориме, да најдеме наше повторно ставање на маса на нештата, да се види и тоа што прашувате колку е тоа несвесна одлука, односно носење на старото семејство, тоа е прашање на диференцираност, колку сум јас успешно, ние тоа го викаме, сепариран од моето семејство по потеклост. Сепариран не во смисла на немам контакт, одвоен сум од нив, не ми се важни, во смисла. туку во смисла на јас имам право на мои мисли, на мој начин на функционирање. Зрелост. Да. Но како да го изгубивме тој моментум, барем зборувам еве за неколку децении наназад, во кој што повозрастните субјекти во семејството, зборувам за родителите, бабите, дедовците, оние со искуството, како да не чувствуваат и потреба, но и ајде нема да речем дека тоа не е чувство на интерес, да го пренесуваат искуството за сите овие аспекти на оние кои што допрва ќе се соочат, нели, со тие предизвици. Не е само учиот тоа што кој гледаш, нели, некој треба да седне и да зборува со тебе. Па на пример тука го изгубивме и моментот со едукацијата во односи на сексуалност, на односи со други луѓе, нели утре дека ќе треба да работиш, дека ќе се исправи ваков или таков предизвик. Интересно беше тоа што некако многу го посочивте моментот на токму таа функционалност на тоа партнерство и семејството го гледаме како партнерство, нели? Ја спомнавте кохезијата, ја спомнавте флексибилноста, ајде во однос на тој психолошки моменти на блискоста, ја спомнавте емоционалниот аспект, интимниот аспект, не знам, менталниот аспект. Чувствувам дека денеска недостасува комуникацијата, тоест диалогот. Да, повторно во време на најголема вмреженост дигитална и ние најмалку зборуваме. Точно така. И во партнерството се случува многу често тоа што го кажав, да предпоставуваме дека другиот знае и дека он треба да знае или она треба да знае. Не комуницираме. Зашто не комуницираме? Дали ни е страв да кажеме како ќе го разбере другата страна, да не ме отфрли, да не претерам. Имаме, ќе видите, парови кај што едниот гази на јајца. Кога зборувавме, нели, за оние стилови на поврзување, па имаме еден, оној што е многу залепен, да кажеме, што е многу приврзан, да нема да постави прашање, нема да отвори тема. Од страв да не биде отфрлен, да не сгреши нешто. Да. Брзаме, некако немаме време за значајните теми на кои треба да им се посвети време, треба да им се даде еден простор. Бараме брзи решенија постојано, некако сериозниот разговор од различни причини некако останува така. Да. На страна. Го спомнавте разговорот помеѓу партнерите. Меѓутоа јас сакам сега да отвориме на друга перспектива која што ние
на мене и на отец Бобан ни е доста позната, бидејќи некогаш во минатото во православната црква постоела практика оние кои што треба да стапат во брак од трет фактор, односно од црквата, да бидат подготвени за тој битен аспект, битен дел, битен начин на живот. Колку таа практика во црквата индивидуално можеби се уште постои, така изолирани случаи, меѓутоа зошто се откажавме од тие убави практики и зошто престанавме да бараме совет од стручни лица со цел подготвени да влеземе во овој домен од нашиот живот, во оваа епизода од нашиот живот. И колку сето тоа е потребно во светло на денешните предизвици? Многу е потребно да се отворат значајни теми. Она што го кажавме претходно, некаде порано црквата била многу повеќе социјалниот дел кој ги собира луѓето и да, каде што се зборувале одредени важни теми. Денеска некако нели и се форсира тоа да можеме се сами, да научиме се сами, хипериндивидуалност. Дали може би слабоста тука доаѓа до израз? Во смисла, ако побарам помош, ако некого прашам како треба да постапувам, што да очекувам и така натаму. Ќе изгледам како да не знам, ќе изгледам. Ќе кажат, види, а сите може, то не може. Така што да, веројатно и стравот од нели што другите ќе кажат и како ќе ме гледаат мене ако јас тоа го предложам на партнерка, ајде да поразговараме со некој, да ми каже глупости сега, кај ќе го разговараме тоа. Толку време се знаеме, зашто да го разговараме? Да, но некој забораваме дека и основните теми, оние кои што мислиме дека треба веќе да ги знаеме како возрастни, не може да се исправат нели како предизвик за нас, а најчесто на ситните камчиња повеќе се сопнуваме. Ајде крупното сите го гледаме, но она што не го гледаме, е тоа навистина станува предизвик за тоа што го носиме во чевлата, не сопи, не боцка, ќе ни текне дури да го извадиме понатаму, но ќе ја направи штетата. Штетата, да, и тоа штетата би изгледала како еден дистанциран пар кој не комуницира за ништо, како една индиферентност или како пак повторувачко конфликтно однесување, меѓутоа никако стигање до решение, затоа што конфликтот сам по себе не е добар или лош. Конфликтот само кажува, чекај, нешто се случува кај едниот или кај двајцата. Меѓутоа ако му се пристапи, јас морам да победам или ти ќе победиш или јас ќе изгубам, не работиме да најдеме ново ниво, ново решение. И во такви ситуации, кога камчето веќе долго не жулја на стапалото, некако веќе се осеќа можеби таква и на неубава атмосфера и може да има дофрлување, може да има ладна една атмосфера. Да сме ние само родители и ништо повеќе. Работата е завршена. Партнерството и родителството не се, како да кажам, кога партнерите меѓу себе си се лути, треба умешност да они во родителството тоа не го пренесат. Така, да. Инаку се пренесува. Така. Јасмина, како до функционално партнерство во ова светло? Повторно, без совршенство, функционалност, прво тоа, комуникацијата, ставањето на нештото на маса, флексибилноста да, кога имаме, сме нашли некој модел на функционирање, кога имаме, да кажеме, некоја промена надворешна, загуба на работа или загуба нешто, да веднаш сме флексибилни да тоа го изменаџираме, да едниот превземе, да другиот се прилагодим, разбирате, функционалност во смисла и на флексибилност, да менуваме, затоа што во рамки на семејството имаме и некоја хиерархија на моќ, да е неизбежна. Меѓутоа да не биде ригидна, да не биде единствен образец, знаете, кога чуам партнер кој ќе каже, ама јас сум таков или јас сум таква. И некако онака не си става тоа, ама секој треба да направи отстапки. Тоа е неподготвено за промена некако и неподготвено за согледба длабоко во себе. Нели, се тргнува од тоа
чекај, дај да се видам себе си. Еве, например, ние во нашето секојдневие и вие, верувам, и ги имаме тие моменти кога доаѓаат кај нас брачни партнери со предизвици и сега ние се обидуваме до таа мера или да го зачуваме тој брак или да дадеме решение што да се прави понатаму. Тој момент кога ќе настапи, знаеш дека веќе поразот нели е неминовен дури на ние кои што сакаме нешто да придонесеме, односно тој момент кога ќе речеме јас не гледам кај мене ништо лошо. Така. Секогаш другиот треба да се измени. Така и вистина во пракса и ние го гледаме тоа, да дојдат двајца партнери, пробуваш да најдеш окей што ни е заедничка цел, што сакаме да се добие како исход. Гледате дека едниот партнер доколку во себе онака како да донел одлука, како да доаѓа да докаже само и да добие потврда дека проблемот е во другиот. Или дека е во право. Да, дека и дека неговата одлука е исправна. И тука значи некритичноста колкав е мојот удел. И ние тука гледаме да конфликтите, многу е важно да сме свесни кој е нашиот удел. Затоа што партнерството, бракот, било која дијадна релација, изгледа на еден танц, вака, која ќе ја погледнеме од страна, од типот на веќе толку пати повторена кореографија, го знаеме чекорот. Едниот кажува вака, другиот на тоа реагира луто. Тој реагира луто, овој се повлекува, овој што повеќе се лути, ме разбирате, буквално е како мини сценарио. И не е тука едниот или другиот проблем. Проблем е во чекориве кои ги научиле. И многу е важно да прифатат дека окей, ако ги менуваме чекорите, ако ја смениме кореографијата, ако престанеме битката ти вака, ти онака, ја вака, ја. Да префрлуваме топката. И ако видиме кој е нашиот чекор, како јас со моите чекори допринесувам во одржување на постојаниот конфликт, окей, тогаш веќе може да работи. Размислувам за менување. Да. Чисто една дигресија, деновиве прочитав, тој слушнав на еден рил, една прекрасна, можеби прекрасен опис за тие односи или за тоа каков е машкиот субјект или машката природа во тој однос партнерски, каква е женската. И вели, жени, Пасторов, протестантски, им вели, жени, не се нервирајте кога мажот ќе ви рече дека си глупава, дека си незрела и така натаму. Тој вели постапува по разум. Тоа е природата на мажот. Тој ги гледа работите само разумно, тој тоа го мисли, ама не го чувствува што ти го вели на тебе. Може видел некоја ситуација кај тебе што нели имплицирала да ти го каже тоа. Сега вели, а пак вие жените често пати вика се наоѓате во ситуација нели емотивно да му се истурите на мажот и им вели, мажи, па не го сваќајте тоа за разумно, тоа е само емотивно кажано. Така. Кажав, многу често гледаме да машките, и тоа е општествено условено. Да машкото дете е појачано во тоа да ги скрие емоциите, нема што он сега да плаче или да му е тешко, да биде силен, така што тоа е буквално општествено појачано. Машкото вака да реагира, кај женското е дозволено некаде повеќе да ги каже емоциите. Така. Многу ми е драго дека ја допревме темата за блискоста, која што е многу потребна за еден брак, за едно партнерство да биде функционално. Би сакала малку повеќе нешто во таа смисла да ни кажеш, а потоа и да транзитираме, да отвориме една друга тема која што ќе биде поврзана со предизвиците на современиот брак. Факт е дека бракот, ваков како што е денес, се разликува од оние модели на живење претходно. Така, близината е многу важна. Близината, меѓутоа, она што е многу важно во однос на близината, не близината во смисла на две множества кои стануваат унија, па едното го снемува во другото. Близината во смисла на пресек од две множества, каде што имам делче на јас, имаш делче на ти, меѓутоа и ова нашево делче е многу значајно и тука сме ние и
тука сме безбедни еден со друг, да сме ранливи, сме безбедни еден со друг, да сме емоционални, сме безбедни да се караме, знаете, и да се скараме и да имаме конфликт. Пак ке ме прашаш додека се караме, сакаш ли кафе да ти направам, да си правам. Значи во тој простор ние сме безбедни, сме си поддршка и поттик и се разбираме, меѓутоа и комуницираме, не си читаме мисли, тоа што го кажувам. А дека се разликува бракот, семејството денес од генерациите претходно, тоа е дефинитивно. Мислам, да се навратиме, мојата прабаба е во договорен брак. И тоа бил и сигурно 6 или 7 дете. Да, не знам точно кој, меѓутоа да, многу подетни биле. Од тој аспект, меѓутоа љубовта се создала. И се сваќале на еден поинаков начин. Да. Ние денес влегуваме поради љубов, а порано се очекувало или се надевале, дај Боже, нели супер ако се изгради таа љубов и близина. Меѓутоа, самата смисла на бракот денеска е поразлична од порано, нели? Некојаш бил економски договор, договор за, нели, сигурност, сега е договор за јас и ти. Сега е договор за ние и договор дека се сакаме и ќе градиме нешто. Многу се разликува затоа што кога ќе јас нема љубовта или кога, нели, конфликтите ќе се решаваат, нема да се решаваат функционално, многу почесто имаме излез од бракот. Порано не било толку лесно да се излезе од бракот. Уште многу други работи се различни, кога ќе погледнеме дека тогаш во бракот тие семејства биле многу проширени, трансгенерацијски. Тука се баба, дедо, тука се мајка, татко, деца, сите живеат заедно. Па и брат, сестра, некој со своето семејство, значи многу биле проширени, за разлика од сега каде што многу почесто ги гледаме во таа нуклеарна средина, да. Некако уште на почетокот ги спомнавме, тие би рекол, ајде, кризи кои што настануваат во партнерските односи, во тоа поврзување, без разлика на кое ниво е. Но еве јас сакам да се задржам на нешто кое што навистина е некако пречесто и не е разбрано, затоа што е нормално, природно да се јави. Например, со појавата на децата, предизвикот на првото дете, вие веќе претходно го кажавте, нели, првата година од заедничкиот живот, потоа паниката поради таа приврзаност, секој доаѓа со своите навики од претходното поврзување, но јас сакам да проговорам за еден друг аспект, односно за еден друг предизвик кој што се случува во бракот, а тоа е, например, намалување на интимата, особено со доаѓањето на децата и така натаму. Блискоста помеѓу мажот и жената. Блискоста меѓу мажот и жената. Знаете, доаѓањето на првото дете и на секое следно понатаму тој период е баш еден биолошки, психолошки, секаков земјотрес, огромна промена пред се за мајката. Така, она го носи детето 9 месеци, тоа е повторно една хормонска промена, силна, физиолошка, значи телото сосема се менува. Кога ќе се породи, сите срекни, ајде, нова животна фаза. Но таа си знае. Мајката едва спие, едва се стига да се истушира, едва функционира и оној аспект дека, нели, телото знае одредено време, дури и циклусот се менува по породувањето, баш за да успе телото да полека се стабилизира, да се врати во нормала. Во тој период многу често гледаме, и ова е една од појаките кризи за партнерството, затоа што се проширува по прв пат партнерството. И веќе не сме само партнери, веќе сме родители. И веќе се учиме во една нова улога, прв пат те запознавам како родител. Сум имала една слика за тебе како татко или како мајка, сега ми е различна. Многу често гледаме, барем вака во праксата, татковци кои се збунети,
кои што денешка се чувствуваат, како да кажам, Отфрлени, непотребни, неприметени, неприметени, не знаат, бебето е залепено за мајката, така, физички е оно за мајката. Да. А и она што е важно, тука секогаш на партнерите, на мажите, колку што може, тука е потребно за мајката да ја поддржат, ме разбирате? Ама во тој период секако интимата страда. И тоа е очекувано. Да интимата страда кога имате нешто што 24/7 ве окупира. Така што тоа е нормално, меѓутоа не значи дека е лесно. Затоа еден баш онака крстосница како предизвик да партнерите се справат со новава ситуација, да се справат со сите тие и неспиења и некомуницирања и немање физичка близина и на мајката во тој момент многу насоката е кон бебето. Не е кон мажот како помина, како ова, како она, кон друго е. И е многу значено да е тука. Да. Тоа е нешто што нормално треба да се знае и нели добро е и да се повторува, затоа што нигде и нема каде да се научи. Нели ако машкото излегува од семејство каде што тоа го гледало, нели таткото како се лути и потоа тоа лутење прогресира, да заминува од дома па да си наоѓа некои своји интереси, на пример да биде поприсутен со друштвото и така натаму, така што веројатно тоа е лоша школа, нели за понатаму за едно машко дете. Затоа сметам дека овие работи добро е што ги отвараме, затоа што навистина треба да се зборува. Може би сега исто така важно, Јасмина, ако дозволите и ако се сложите, малку повеќе да проговориме за оние фази во бракот и во семејството. Чинам ги има 3 или 4, нели? Има повеќе фази. Тоа се, знаете, прво гледаме почеток, родителство. Да, секој човек од своето раѓање до староста поминува низ развојни фази. Уште од мало бебето, доверба, недоверба, дали ќе изгради, понатаму автономија или срам, и така натаму до староста, кој што кажав, партнерството, односно бракот, исто така проаѓа низ своји фази и целото семејство проаѓа низ своји фази. Тие некаде се поклопуваат, значи кога имаме млад брачен пар, нивната фаза е нели одеднаш промена, почеток на заедничко живење. И секоја и оваа и секоја наредна фаза си носи своји предизвици. Во оваа фаза потребни се прилагодувања, така. Затоа што едно е кога сме живееле секој на своја страна, друго е кога почнуваме заедно да живееме. Тука доаѓа страв, чекај да не ме преплавиш, чекај, моите навики се менуваат, значи тоа е и загуба. Секоја наредна фаза носи загуба на старата фаза и колку ни е потешко да ја пуштиме старава фаза, повеќе се опираме на новово што не очекувам. И таа фаза, значи, носи почеток на заеднички живот, почеток на градење нови рутини, градење на ново секојдневие, градење на нови наши правила. Го градиме нашиот систем на правила на функционирање и на распределба на задачи, на обврски. Ресурси. Да. Понатаму, кога ќе дојде фазата на првороденче, ова што го зборев претходно, значи, тектонско е поместувањето. Тектонско е поместувањето и тоа, значи, имате партнери кои се во своја развојна фаза, кои во бракот се во нова животна фаза, понатаму идат мали дечиња, предучилишна возраст. Тука се таа фаза е со своји предизвици. Родителите треба да балансираат работа, да балансираат, рачунајте периодот кога мајката се враќа на работа. Да, тоа е еден баш интересен период за неа. Да, тоа е промената. Прво гледаме и кај многу мајки ќе дојдат со една болка дека го оставаат детето во градинка и тага и чувство дека не е доволно добра мајка. Доколку од друга страна и самодовербата може да биде разнишана исто време. Да, од друга страна на работа има вдупка. Кај сум, што сум, чекај. Навистина и во мозокот се случуваат промените во бременост и по пораѓањето, да навистина после кога ќе се вратам од еднашка во една структурирана средина со работа, ми е малку ново и стресно.
го имаме тоа, го имаме понатаму во тој период балансирање, значи на работа, на домашни обврски, на време со деца. Почнуваат децата кои наваму натаму балет, музичко, англиски, почнуваат во училиште. Тука очекуваме семејството да почне малку и да се шири кон надвор. Секоја од овие фази, семејството многу значено она што го зборевме, флексибилноста да е и во своите граници кон надвор флексибилно. Да кога е во првава фаза, односно во фазата на новороденче, семејството со малку затворени граници кон надвор. Нема толку се излагаме, ни доаѓаат гости, постојано сме со други луѓе. Ресурсиве ни требаат внатре сме потребни. Ако веќе децата почнуваат на училиште, некако системот е потребно малце повеќе да ги отвори границите, па дружење, па пријатели наваму натаму школо, да се отворат границите. Кога имаме кризи неочекувани, тоа ги гледаме границите како повеќе се затвараат, границите кон надвор како повеќе се затвараат. Доаѓа фазата по некое време пред да стигнам до адолесценцијата, имаме училишни деца. Ова се деца кои им треба внимание и посветување во однос на образованието и воспитувањето и игра и повторно е предизвик да парот го балансира се во ова и како родители и како пар. Понатаму кога ќе дојде адолесценцијата, повторно имаме еден земјотрес. Детето тука ја прави таа диференцијација. Ова се правилата на семејството, ма дали јас се согласувам? Јас ќе ги скршам тие правила сега. Да, јас ги тестирам како до кај ќе може да терам. Бунтот се јавува. Бунтот е буквално како да кажам, детето сака да каже јас имам право на мое мислење, јас имам право на мој чувство, и тоа е и многу нормално, меѓутоа многу е важно како родителот ќе се постави во однос на тоа, нели? Повторно да ниту сме престроги, ниту либерални. Тата, многу сакам да ги дискутирам овие теми, бидејќи многу родители ги прашуваат. Забораваат всушност дека станува збор за еден нормален модел на однесување во периодот на адолесценцијата, и ние така треба да му пристапиме. Да, затоа што во тој момент на младиот адолесцент му е многу поважно припадноста во група отколку дома. И многу е важно да дома му е безбедно место. И безбедно и дури кога се кара, и дури кога се бунтуваат, сепак да некаде стои тоа дека дома ми е безбедно. Од друга страна, и со тоа што се буни, си ја става таа граница, чекајте, јас сум посебен. И тоа е здраво на некој начин. Се издвојува, да. Здраво се додека не стане деструктивно или девијантно. Да. Так, секако. И тука е баш предизвик за родителите да се сносат со таа бунтовност, некојаш ги плаши, некојаш се лутат. Така. Меѓутоа, во оваа фаза понекогаш доаѓаат, Јасмина, и други предизвици со кои што треба да се соочат брачниците, така да кажам, невработеност. Ние ќе кажеме, не дај Боже, смрт на близок. На некој рачунете во таа фаза од семејството. Ја викаме сендвич генерација. Затоа што од една страна се децата кои растат и тинеџерите кои се бунтуваат, а од друга страна се родителите кои стареат. И да, во таа фаза почнуваат и загубите на родители, некогаш кај некој порано, кај некој подоцна, меѓутоа се многу тешки тие фази. Гнездото почнува да се празни. Да. И повторно е предизвик кога едниот брачен партнер се носи со загуба на свој родител, да другиот брачен партнер исто така тука свесен ништо проаѓа, другиот повторно флексибилно се прераспределат и обврските и ресурсите, поддршката. Так. Да се зборат нештата што се случуваат, мама е тажна или тато е тажен или вака или така, ме разбират. Ајде малку и за оној аспект, нели, кој што така не е посакуван никогаш во однос на тоа поврзување, престанокот на поврзувањето, без разлика дали зборуваме за партнерството или зборуваме за бракот, нели, раскинот или разводот, децата во разводот. Тоа е еден болен Зошто процес. доаѓа до тоа? Што се случува? Како до тоа?
Тоа се хронично нерешени конфликти. Конфликти кои се повторувале и никако не се поместувало од таа позиција. Тоа е недостаток на комуникација. Некогаш едноставно престанува љубовта, некаде по различна патека, да кажам, се развиваат двата партнери и се губи љубовта. Меѓутоа, знаете, секој брак всушност е два брака. Бракот на едниот партнер и бракот на другиот партнер. Приказната на едниот партнер за мојот брак и приказната на другиот партнер за неговиот брак. И, пример, во терапија многу често ќе видите две различни приказни за истата врска. Едниот партнер вика, немаме никаков проблем, што ти е на тебе, што има врска, што вака сум направил, цело време и ова го правиме, она стигаме. А другиот партнер вика, не, јас цело време пробувам да ти кажам дека ова не ми чини, она не ми чини. И разводот не е преку ноќ. Некаде бројките се дека минимум 2 години пред да дојде до разводот, веќе тој процес е започнат. Дека емоционалното разделување, кога ќе дојде до развод, барем кај едниот од партнерите е веќе, како да кажам, завршен. Чин. Да, зашто прво не е лесна одлука, затоа не е преку ноќ и буквално барем едниот од партнерите тоа го преџвакувал, го преработувал во себе додека да го превземе чекорот. Така. Значи, намалената комуникација, односно недостатокот на комуникација е многу важен тука. Она позиција на позиција во комуникацијата. Да, јас сум во право, ти не си во право. Јас сум си тој. Таа некоја ригидност дефинитивно влијае, да. Интересно е што се случува денеска. Еве, особено за партнерските односи, нели, дечко, девојка и така натаму, како не се подготвени за два аспекти. Прво, да ја прифатат разделбата и нели сакаат се уште да живеат во контекстот на поврзаноста, иако многу докази им докажуваат нели дека не се за заедно, но тие се фиксираат на моментот дека треба да биде со тој со кој што нели бил, не сваќајќи зошто не треба да биде. И вториот момент е кога им треба време да ги согледаат слабостите кои што се круцијални и кои што нели не соединуваат, туку на вистина многу не разделуваат. Како да им помогнеме на тие? Прво, нашиот мозок многу сака да е во право и постојано да ги бара доказите кои ни ја потврдуваат нашата приказна. И што значи тоа дека јас постојано, ако сакам да сум во оваа врска, постојано ќе ги гледам сите нешта кои ми потврдуваат дека треба да сме заедно, а ќе ги игнорирам. Буквално нема да се филтрираат до мене да стигнат негативните. Може би некогаш е она што го кажав на почетокот, повторно преживување на некоја стара болка и повторен обид да јас постигнам близина со некој со кој не можам. Кој што кажав, детето кога со мајката не успеало да добие нешто на начин на кој што му е потребно, да понатаму постојано оди во обид да одново го оживее тоа за да го разреши, да конечно јас го добиам тоа што. И тука е важно да се види дека чекај, да се апдейтираме дека ова не е тоа. Ова е сега друга релација, ова е сега нешто сосема поразлично и вистината е дека многу често партнерите сакаат да го сменат другиот и очекуваат дека ќе се смени со време. И тука многу грешат. Дека ама нема врска, со време ќе се смени, ќе престане тоа или нешто што е непосакувано, нели? Вистината е дека е тоа наша идеја и дека немаме никаква моќ и контрола врз туѓото однесување, да никако не можеме да тврдиме дали нешто ќе се промени. И во таа насока некогаш е многу значено и тоа да се каже дека очекувањето дека нешто ќе биде поразлично кога ќе сте заедно, веројатно е само твоја приказна, само
твоја фантазија каде што фантазија која што ти носи убаво чувство во моментот. Една мала шега, ако ми дозволите. Знам за една стара поговорка која што се однесува баш на овие избори, дека кога мозокот би се продавал на пазар, тогаш секој би си го купил својот. Повторно. Да. Буквално, ние уште од мали се градиме да влијаеш, меѓутоа филтри кои го градиме светогледот. Так. И понатаму постојано бараме потврда за она што веќе ни е изградено како наша матрица на светоглед. Да. Јасмина, отец Бобан ја начина таа тема која што никој од нас не ја посакува, меѓутоа сепак мора да ја продискутираме. Ајде малку повеќе за разводот. Не е настан. Тоа е процес. И секогаш многу болен. Особено за децата. Една метафора, ке кажам, разводот е во многу случаи како операција која е болна, никој не сака операција да прави, после тоа следи еден постоперативен опоравок, меѓутоа, ако не се направи, па штетата ќе биде поголема. Ме разбирате, значи, тој процес е болен секако. Така. Меѓутоа може да биде. Мене ми е интересно, мислам, не дека е интересно, туку многу често го гледаме, нели, тој моментум на вие го нарекувате притисок за лојалност, нели, кога добро, они се разведуваат, но зошто децата треба да бидат може би штетата и предизвикот во нивниот понатамошен однос, нели, да ги привлекуваат, нели, кон себе, да ги учат да го мразат другиот родител. Тоа тука станува разводот токсичен, тука станува и станува хроничен конфликт, нели, кој продолжува. Станува конфликт на лојалност кај детето. И тоа многу често го гледаме во праксата, да лутината и болката на едниот партнер буквално се пренесе преку негативни коментари за таткото се, за другиот родител, да. Или забрана да се спомнува родителот, не ми го збори. Ме разбирате? Да не се допушта да се оди таму. Да. Споредбите, кај мене ти е поубаво, таму не ти чини. Или ист си како него, не. Ме разбирате, како една порака, немој да бидеш и не е окей, она што тука е многу значајно, родителите повторно и нели како и пред влегувањето во брак, така и во излегувањето од брак, советувањето е клучно. Прво, за да родителите сватат дека они се брачен пар кој се разведува, меѓутоа родителски пар кој останува до крај на живот. Многу добро го кажаш. И тука нема раскинување. На детето му е потребен родителски сојуз, родители кои се на иста страна, не родител кој дозволува едно, родител кој не го дозволува тоа, не родител кој е против другиот. Ме разбирате, му требаат родители кои му ја праќаат пораката дека да, ние се разделуваме. Ние ќе живееме сега на различни места. Меѓутоа, ние сме цело време за тебе тука. Секогаш можеш да го побараш другиот, ќе се гледате редовно, се ќе се зборуваме ние за вас, меѓу нас, ме разбирате, да детето... Процесот на воспитување не се разделува. На чувството на безбедност, затоа што во разводот на децата им се одземат плотот под нозе буквално, затоа што ако мама и тато се разделат, тоа отвара многу можности. Што кој нас не остават, што се случува, ние ли децата се виновните, да, ќе кажам под наводници во насока дека се си припишуваат на себе. Па ако они се разведуваат, да не сгрешив, да чекај ја што направив, ќе се приспитаат они да не се криви или едноставно не се доволно добри како другите дечиња кои имаат Тоа многу често се случува. Нашето искуство тоа го интернализираат дека нешто со мене не е окей, штом двата најважни лика во мојот живот одеднашка се разделуваат. За жал стануваат потоа и таргет, нели, на најразлични прашања, па каде е таткот ти, па каде е мајка ти, нели, сето тоа создава во нив фрустрации, трауми и не знаат како да почнат да го...
И затоа е потребно да детето знае секогаш го има гласот на родителите дека они се тука. И видите, има она што го кажав дека формата на семејството во денешно време е променета, дека имаме еднородителски семејства, дека и таа тема многу е значено да им се доближи на децата, дека они сосема окей и дека се подеднакво вредни како и сите останати дечиња, затоа што љубовта ја имаат. И како имаме разведени родители, разведени брачни партнери, дека љубовта и грижата продолжува. За децата продолжува. Таа порака мора да ја добијат, затоа што инаку тоа саскање еден против друг, знаете, не знам, ке чуете пар, па јас ќе му кажам демек на детето за изневерувањето, за вака така. Не, едноставно детето нема потребата да го нема место во вашиот брак. Детето е во друга позиција, не во вашиот брак. И нема зашто да се мешаат овие два различни аспекти на релацијата. Станува збор за креирање всушност за капацитет на реорганизација на тој семеен систем. Да. Предпоставувам, да. Во тие моменти семејството во тоа му е и одржливоста, кога имаме капацитет да се реорганизираме во нели сите ситуации кои ни се појавуваат на патот, да се реорганизираме. И да, разводот е уште еднаш повик да ние се реорганизираме на начин кој ќе е функционален, доколку се само партнери без деца. Полесно, меѓутоа кога се со деца, мора да се изгради една нова структура, еден нов начин на функционирање. И тоа е повторно процес на оджалување кој ги поминува сите оние фази на оджалување како кога ќе ни почине некој. И тука разводот го викаме загуба без ритуали. Кога некој ќе почине, одиме на гробишта, никако не е дозволено да сме тажни, едноставно имаме различни ритуали како да се носиме со таа загуба. А разводот е окей, си се развел, се продолжува со животот. Не, тоа е загуба страшна, почнувајќи од навики, секојдневие, планирана слика, изградена слика за 5 години децата кои ќе ни бидат пример, матуранти или свадбите на децата. Едноставно, сето тоа се губи и треба да се оджали, а некако животот тера да си продолжиш како ништо да не се случило. Затоа е баш онака и личностна реорганизација, целосна на идентитет буквално. Затоа што нели кога бил пресекот на ние, одеднашка ние го снемува, јас сум повикана да се реорганизирам како идентитет. Така. Јасмина, генерално зборувавме повеќе за партнерските односи, допревме теми кои што се исто така битни, произлегуваат нели од таму, меѓутоа ајде малку повеќе за родителството. Значи родителството е нешто што почнува уште пред да се родат децата. Одлично. Родителството почнува од моментот кога ќе почнеме да го збориме тоа, а некојаш и од кога ќе почнеме да го размислуваме тоа, затоа што веќе во нас почнува да се гради тој аспект. И помеѓу парот кој разговара на таа тема, веќе почнуваме да размислуваме на еден нов начин кој што ни ја гради таа наша димензија на родител. Така што родителството е нешто што почнува пред раѓањето и повторно е нешто што не треба, кој што кажав, да биде совршено, не треба да биде нешто според книга. По книгичка, што викаме, да. Родителството е многу, го гледам, барем јас некаде и како повик и со себе си да се соочам, и себе си да се надраснам на некој начин, затоа што децата некако имаат баш таа моќ да предизвикаат различни делчиња во родителот кои што нели во возрастниот ние ги хендламе, меѓутоа детето знае баш да ни ги повика тие делчиња и затоа го кажам како повик да пораснеме на некој начин. Да се саморегулираме. Да. Родителството е баланс, повторно.
Значи, баланс на контрола, баланс на дозвола, да јас дозволам да детето расте и се развива, при тоа да имаме една нели како рамка, граница во која Каде? да, он повторно на безбедност многу значена, во која оно расте безбедно. Родителството е и постојано преговарање и договарање помеѓу партнерите. Јасна распределба на улогите, исто така, веројатно. Јасна распределба, меѓутоа и флексибилна распределба. Затоа што денес можам јас да учам со детето, утре може партнерот да учи со детето, денес можам јас да го однесам на школа, утре може партнерот да го однесе, значи некоја флексибилна распределба, затоа што ако пак се фатиме ова е моје, ова е твое, доаѓаме до ригидност која ќе биде повикана да. Наметнавме ние во еден од претходните подкасти една идеја за тоа како полесно да ги примиме тие замени на улогите, па рековме куле мажот да мие садови, а жената не знам да прави нешто друго. Не, така мангупски. Или мангупски. Мангупски е да сме одговорни, нели, да преземеме одговорност за она каде што сум потребен во моментот. Ако сум потребна кај садовите или кај колата нешто, таму сум потребна. И мангупски е да сум одговорна и одговорен. Кога белев јасна распределба на улогите, мислев повеќе на улогата на родител, на флексибилноста секако, таа е денес преку потребна. А инаку баланс и распределба од аспект на знаеме точно тука сме родители, а кога сме родители, кога сме партнери. Точно. Од тој аспект апсолутно родителството исто значи само во родителството ние гледаме некаква хиерархија. Имате некој кој е за некој одговорен. Разбирате? И тука е многу значено и тоа повторно да биде на начин кој што нема да биде, кој што кажав, престрог, кој што ќе биде и попуслив во многу ситуации, кој што нема да како да кажам, гради една дистанца во комуникацијата, напротив ќе дозволува да детето слободата ги зборува нештата повторно, да детето се осеќа дека окей да јас ги кажувам нештата. Така. Јасмина, отец Бобан, освен ако нешто немаш и ти, нели, за крај, јас би сакала уште еднаш така да ја заклучиме, да го сумираме, нели, заклучокот од оваа дебата, од оваа тема. Каде лежи предизвикот за современите семејства, за бракот и семејството всушност и партнерството. И партнерството, да. И каде е решението за да го воспоставиме одново, да ја воспоставиме одново важноста на семејството, затоа што ми се чини дека таа одлука многу често се одложува. Одлуката за семејство? За семејство. Се одложува, видете, имаме значи време во кое што нели и родовите улоги се некаде изедначија, жената доби поголема економска моќ, младите од друга страна повеќе сакаат да нели на професионално, академски растат, некако прво тоа е да кажам пролонгирано. Од една страна, од друга страна ќе чуете млади кои ќе кажат не знам дали сакам, дадена им е слободата некаде да размислуваат и свесно за таа одлука за родителство и семејство, а од друга страна па и гледаме, повторно ќе кажам, многу кај младите и имам клиент ке ми каже, го гледаш начитан за трауми, за едно, за друго и некаде тоа па и презаситеност со информации носи еден страф од што се може јас да сгрешам, што се јас може да направам. Какви предизвици имам, да. Брзаме, кој што кажав претходно, бомбардирани сме со информации од сите страни, сакаме се брзо и брзо решение, имаме многу опции и тоа некаде исто така прави некаков проблем да
никогаш нешто не е доволно, секогаш може нешто подобро и подоброто ти треба да го најдам во другиот, не да работам во врската да биде подобро, ме разбирате. Така што целиот општествен контекст и како влијае и на овој аспект да се одложува формирањето партнерство, брак, да се одложува формирањето семејство, така што некаде тоа е еден систем во еден поширок систем, кој што и како влијае. Така. Добро, Јасмина, ви благодариме многу. Ви благодарам јас на поканата. Интересно е она кое што како заклучок ќе го изведам, а тоа е дека сваќаме дека не сме и не постоиме за да бидеме сами, туку за да се поврзуваме и за да формираме, би рекол, заедници и да го носиме плодот на тоа поврзување, а тоа е секако веќе проширувањето на таа заедница, затоа што децата се сепак плод на љубовта. Секако и онаму каде што Бог ќе благоволи на овој или на оној начин. Но она кое што треба да го сватиме дека во ова заедничарење треба да го имаме предвид дека сме на вистина јас и ти, но дека најважни сме ние. И секогаш да тргнуваме од позицијата на ние, кога излегуваме во пресрет на предизвиците, но и кога сакаме да го усовршуваме тоа наше заедништво. Исто така, особено важно, кога ќе дојдат предизвиците и кога ќе дојде фазата на адаптација кон новиот момент, да сватиме една теолошка предпоставка која што деновива ја прочитав кај еден отец кој што вели: не живеј во минатото, затоа што тоа ќе ти предизвика депресија. Не живеј во иднината, затоа што тоа ќе ти предизвика анксиозност. Живеј сега и овде. Значи, таа адаптивност, таа флексибилност, како што спомна и нашата гостинка, навистина да биде нешто на кое што ќе се навикнуваме и нешто кое што ќе го применуваме. Не заборавајте да не заследите и она кое што го ветивме, нели, за сите следбеници на нашиот YouTube канал ќе имаме подарок, книга од книгоиздателството Сакам книги. Набрзо ќе ви соопштиме нели на кој начин ќе можете да ги подигнете. Ви благодариме за вниманието.